Во време кога евроинтегративниот процес на Македонија повторно се соочува со сериозни предизвици и проблеми, односите со Бугарија го обременуваат овој процес, се случува резолуција во Европскиот парламент, но следната недела е и самитот на НАТО во Хаг, два настани од кои што македонската дипломатија и македонската јавност се разбира очекува многу. Дали е тоа реално да се очекува, дали тие настани нешто ќе донесат во однос на придвижување на процесот на евроинтеграција на земјава, денеска во Аргумент Плюс разговараме со Александар Кржаловски од МЦМС. Добар ден и добре дојдовте во Аргумент Плюс. Добар ден. Како ја оценувате дипломатската тишина во Софија во однос на предложената средба меѓу Силјановска и Желјасков на самитот во Хаг? Дали е тоа едно дипломатско игноранство или тактичко чекање? Може би прво во најавата што го кажа дали треба да имаме некои очекувања, моето лично мислење е дека не треба, особено не големи очекувања, иако веројатно ќе биде интересна недела, зашто ќе биде разрешница токму на овие прашања кои ги поставаш. Она што се гледа од Бугарија е всушност продолжение на тоа што го прават по последниве па и 2-3 години, дека топката не е кај нив, дека е ова европски консензус во однос на продолжувањето на преговорите со Македонија, така да нема што да бараме кај нив или што да очекуваме односите од нив, иако е јасно дека од каде дојде сето тоа, но тие се држат до тоа дека сега Бугарија не е страна во спорот, односно ова е ситуација меѓу Македонија и Европската унија. Тоа значи дека ова молчење или тактизирање на Софија е едноставно порака до Македонија дека практично и нема за што да се преговара? Па секако не со Бугарија, тоа е Радев на го изјави дека тие нема да имаат повеќе барања и ги нагласи каде се барањата вклучени, дека има и договор за добро соседство, дека има и преговарачка рамка, дека има протоколи, значи се тие што бара е веќе вклучено во сите тие документи кои се сега формално на Европската унија, баш као договор за добро соседство. Така тие сметаат дека од нивна страна работата е завршена, сметаат дека и од наша е завршена, односно Македонија ги прифатила тие работи и сега само треба да ги спроведе. Дека тие нема да имаат нови барања, но ќе следат дали и колку ќе се испочитува сето ова што веќе е вклучено во тие договори. Во таа смисла е коректно тоа што не се премногу гласни, не долеваат зети на огнот, што се вика, со нови и дополнителни барања, освен европратениците, особено од порадикалните партии. Во однос на извештајот, но генерално политиката на очигледно на високиот врв и председателот и премиерот е да не се креваат дополнителни бранови, туку да се остави на процесот на дискусија меѓу Македонија и Европската унија. Да, тие рекоа од неколку представници на владата во Софија дека има нови барања, меѓутоа барањата што нивните апетити ги задоволија веќе се во преговарачката рамка и во однос на протоколите. Дали во таа насока може да има или да се бара некое видоизменување или, како што велеше председателката Силјановска, креативни решенија, може би и трет протокол кој што ќе прецизира некои нови елементи кои што би биле, условно речено, помалку рестриктивни за Македонија? Со оглед на тоа што особено оваа влада која е избрана и на самите избори така настапи, дека ќе се обиде да промени нешто, секако дека треба да се оди по тој пат и да се види дали може да се промени. За сега, она што гледаме во точно една година од новата влада е дека сите идеи што ги спомна пред изборите, како дел од својата изборна програма, например одложено дејство на уставните измени или промена на преговарачката рамка, или добра волја од Бугарија со регистрација на некои од здруженијата за кои има пресуда во Струда до човекови права во Страсбург. Ништо од тоа не помина. Генерално беше торпедирано од бугарската страна прилично брзо
и јасно. Така да Европската унија и највисоките нивни представници ја продолжија таа реторика, вклучително и Калас и Антонио Кошта во последните посети на Македонија минатиот месец, дека нема план Б, тоа е планот, да се усвојат уставните измени за да се оди понатаму. Ако остане опстои македонската влада на оваа позиција да не се прифатат под вакви услови преговорите, веројатно ќе има застој понатаму. Веројатно владата ќе се обидува и на други начини да издействува некакви промени, бидејќи на крај ако нема поместување, а и Европската унија заклучи дека не е во интерес и нејзин интерес да Македонија остане и натаму вака по страна со вакви, би рекол, бизарни барања во однос на другите земји кандидати што биле до сега, може да се очекува некое друго решение, иако не изгледа сега така, а и да се појави, ќе треба и Бугарија да го прифати тоа, што исто не изгледа многу известно во овој момент. Значи, пат позиција, ако вака добро ве разбрав, во моментов барем, бидејќи дали европската дипломатија, американската дипломатија, кои што неколку пати повторија и се заложија дека Западниот Балкан и проширувањето на Западниот Балкан во овие моменти, особено и во геополитички рамки, е важно во овој момент за Европската унија. Дали тие можат да направат придвижување на процесот? Веројатно можат со силен дипломатски притисок, но колку се мотивирани тој притисок на вистина да биде силен, за да Софија барем малку отстапи, што би дало простор на македонската влада да исто така ги омекне овие сегашни позиции? Па, секако дека може, но мислам дека тие сметат дека го направиле се што можат во времето на така наречениот француски предлог, односно дека и нивните активности и на европската и на американска дипломатија вродиле со плод, со договор кој патем Македонија го прифати, иако ден денес не ни е јасно што тоа се одби на самитот на Европската унија кога беше предложен францускиот предлог и што тоа се прифати 15 дена покасно, што всушност се измени во меѓувреме. Никогаш не стана јасно кои тоа дали беа 2-3 зборчиња што се сменија па стана прифатлив предлогот, или немаше никаква промена, ама едноставно владата се најде под таков притисок од сите овие кои ги споменуваш сега, и европска, и американска, и бугарска дипломатија, и сите, и француската како председавач. И Макрон тогаш да едноставно нашата влада го прифати тоа, иако она што сметам дека тогаш се направи најголема грешка, не се постигна национален консензус за тоа и не се даде доволно време да се изразговара тоа прашање, туку брзо на брзина за 15 на дена се сврта ситуацијата комплетно и сега сме во оваа ситуација во која се наоѓаме. Каква е вашата проценка за гласањето во Комитетот за надворешни работи на 24 јуни? Дали постои реална шанса за позитивен исход во однос на извештајот на Европарламентот или Бугарија, како што сега најава, ќе успее да го блокира извештајот? Мојата проценка, иако не се сметам за голем експерт во работите во Европскиот парламент, но колегите што го следат тоа, ми укажаа дека и минатите 2 години имало извештај и имало исто неволку до овој степен расправи, но со многу амандмани извештаите воопшто не биле ни ставени на гласање, така да една можна опција, по мене највозможна е да воопшто не се стигне пак до гласање, односно пак да се одложи и овој пат ќе се одложи на неодредено време и ќе се заборави, односно како минатите 2 години никогаш пак нема да дојде на дневен ред. Јас се надевам дека нема да стигне до тоа, но со оглед на тоа што Европската народна партија со сринската на ВМРО-ДПМН ја повлече поддршката на 4 јуни за гласање, укажува дека сепак поголемо било лобирањето од ГЕРБ, од бугарската членка на ЕПП за тоа да се случи, и се е прашање што во меѓувреме е разговарано и во рамките на ЕПП и во рамките на парламентот за да евентуално се дојде до гласање и се изгласа извештајот онаков каков што е, или не знам дали има дополнителни преговори да се некои работи изменат, кои генерално ќе
веројатно ќе го елиминираат она што ние ќе го сметаме за успех. Дали ќе биде вековниот идентитет или ќе биде сегашниот, ако воопшто ги има и едното и другото зборче, или само ќе се избришат двете за некаков компромис, па ќе се дојде до гласање со релативно неутрален јазик за ни едните ни другите да можат да го користат како некој аргумент или како победа барем во оваа битка за извештајот на Вајц. Добро, извештајот на Европарламентот не е обврзувачки понатаму во речиси ни една од тековните постапки кои што се однесуваат на евроинтеграциите, меѓутоа секако владата претходно го представи ова како најава за еден голема победа во однос на македонскиот идентитет. Сакаш ли владата со еден ваков извештај да направи евентуална одстапница за можно приближување во преговорите со Софија и евентуални уставни амандмани во однос на внесување на бугарите во уставот? Добро, веројатно најдобро од владата знаат зошто така го и премиерот го постапи во ситуацијата. Можеше тивко да се оди, ама исто можеше да биде ист резултатот, да се одлажи. Вака барем се подигна некаква прашина, иако мислам дека ние ја преценуваме важноста на ова прашање. Например, скоро и да немаше напис во европските медиуми, вклучително тие во бриселските кои ја следат европската политика, дури имаше еден од бугарски аналитичар кој генерално се осврна на кредибилитетот на Томас Вајц. Воопшто не беше прашање за самиот извештај на водите во него. Така да ние придаваме преголемо значење за нешто што во Европа скоро и не се приметува. Значи, ова е во расправа во Комитетот за надворешни односи, мислам, се викаше, и ќе помине незабележано. И дали ќе се изгласа или нема да се изгласа, како што рековте, не е обврзувачки, нема, освен за домашна употреба кај нас и во Бугарија, нема поголем ефект во целата наша евроинтеграцијска приказна. Но секако овој извештај покажува, претпоставувам нешто друго, не знам дали ќе се согласите, дека недовербата и комуникацијата меѓу двете влади во Софија и Скопје се уште е на многу високо ниво. Како ова да се надмине? Има ли простор да се зборува за креативни решенија во услови кога двете страни практично во овој момент се тврдо на своите позиции? Па да, тоа го отежнува комуникацијата. Не знам дали има тајни средби, преговори, договори и слично. Меѓутоа, оно што е во јавност познато е многу ниско ниво или мала комуникација меѓу двете влади. За поздравување на што нашата влада се обидува да прифати било каква иницијатива или да предложи на НАТО самитот да се случи таква средба, што не е невозможно, дури да не е официјална или да не е формална, како што беше случајот на минатиот самит, нели, во ходникот разговара Макрон и Пендаровски, таму така се смени ситуацијата во однос на францускиот предлог, секако дека имало и средби на работно ниво, но печатокот беше дека клучниот разговор е тој што кога тие двајца се сретна таму на маргините на самитот, така да не е страшно ништо да се поразговара и да се направи обид и за формална или било каква средба за директна меѓу Македонија и Бугарија, да се обидат тако не директно да се разговара за ова прашање деблокада, кој очигледно Бугарија е јасен ставот и нема да мрдне од тоа што и да кажеме ние, но да почне некои други работи да се случуваат за железницата, за коридорот кон Бугарија, за преминот Клепало и слични работи, значи да се на по-конструктивно и оперативно ниво да се почнат да се движат работите, за потоа да стане полесно и овие потешките прашања да се разрешуваат. Пред да се подпише Преспанскиот договор, речиси цела година пред тоа, предходеа низа на чекори и од грчка страна, но претежно од македонска страна, кои што влијаја на зголемување на довербата меѓу двете земји. Тука беше преименувањето на автопатите, засилување на економските односи, значи низа на изјави кои што на некој начин помогнаа да се стопли таа ладна предходна атмосфера. Така што сега што ова го говорите, дали може да биде практично модел за решавање и на спорот со Бугарија, бидејќи од сегашни позиции не гледаме помрднување?
Па да, прашање е дали тоа ќе придонесе, но предпоставката токму за вакви случаи е да така се почне со полесни работи, која ќе се зголеми довербата, комуникацијата, директната соработка на македонски и бугарски фирми и граѓани, протокот кој ќе се зголеми на комуникација на граничните премени, бидејќи генерално после францускиот како да спласна тоа, како да исчезна, и е многу помал него што беше претходно. Така да тие работи неминовно сами по себе ќе придонесат за стоплување на атмосферата, иако нас генерално ни се брза многу повеќе него што тие такви потези можат да донесат резултати на краток рок. Тоа се долгорочни, генерацијски, да не речам, чекори, но неопходни да се намалат тензиите кои постојат очигледно градени уште во социјализмот и кај нас и кај нив, и бариерите се преголеми за да брзо се очекува решение. Политичарите во Бугарија не придонесуваат, ама тие исто сметаат дека кај нас е проблемот, дека во гледањето на работите. Така да не може да се очекува со вакви ставови во брзо време решавање, но пак кога ќе се види дека нема еве трета година напредок во нашата евроинтеграција, веројатно и Европа ќе се замисли и ќе, како што рече Каја Калас на посетата тука, се работи на модели, методи да се деблокира патот. Што тоа ќе значи, како ќе се изведе и колку ќе трае е друго прашање, но очигледно ќе треба да се засилат напорите. Предпоставам ништо нема да се случи до локалните избори кај нас, но потоа, кон крајот на годината и особено следната, ќе стане притисок, бидејќи Црна Гора ќе е при крај со преговорите, Албанија ќе е веќе напредната, ќе се планираат постапките за нивно зачленување 28 до 30 година, така да ќе останеме пак во една лимбо ситуација, да сме спремни, а да не правиме ништо на тоа поле. Дали нивото на подготвеност за преговори со Европската Унија и фазата во која што е Македонија во овој момент е блиску на оние земји кои што веќе се во преговори, како ги споменавме Тирана и Подгорица како примери кои што во овој момент се тие светулки на европската иднина од западниот Балкан. Во смисла прашањето ми е дали доколку се случи идната година, условно речено на средината, Македонија ги отпочне преговорите, веќе може да фати приклучок со овие земји? Мислам дека сме и секако подготвени за преговори, меѓутоа не сме далеку ни од ситуација да ги затвараме поглавјата и кога еднаш ќе ги отвориме, се разбира. Иако не сме на нивото на кое бевме од 2011. Се уште до ден денешен тој извештај во 2011 е најдобриот кој сме го добили од Европската Унија. Сега се подготвува новиот, но не верувам дека и со него ќе надминеме ситуацијата од тогаш. Значи, ние и заради не преговарањето ги влошивме ситуациите кај нас во овие 15 на 20 години, колку веќе се направи, 15. Така да спремноста е помала него што ја имавме, но пак ќе речам не сме далеку и во некои работи сме веројатно и пред многу од земјите кандидати, но Црна Гора веќе е при крајот на преговорите, до крајот на следната година планираат да ги затворат, а Европска Унија така планира. Албанија напредува со досега најбрз тек на преговорите од сите претходни земји кои станале членки, така да е за очекување дека ќе бидат и тие подготвени, дали ќе има политичка волја за прием на Албанија и дали сега 28, дали 30 или баја ги понатаму, ќе видиме понатаму, зашто има и земји што се против, но генерално има поголемо расположение сега за прием на нови членки, вклучително тие што беа најмногу против од Франција и особено од Холандија, поттикната повеќе од украинската војна, отколку од нас самите на Балканот, но ете се смени расположението и на тоа што беше најголем проблем предходните 5-10 години. А ние сме генерално спремни и ова што го прави ЕУ и ние со реформската агенда, со планот за раст, треба да придонесе кон таа спремност. Ние фактички ќе се спремаме без преговори, ама кога ќе дојдат преговорите, па многу побрзо треба да одат и да се завршуваат.
Фокусот се премести малку од Западниот Балкан кон другите источни делови, односно кон Украина и Молдавија пред се. Дали е ова ситуација која што влијае на политички моментум кој што ќе ни помогне или ќе ни одмогне? На некој начин помага заради ова што го кажав, бидејќи заради Украина, јавното мислење во Холандија и Франција е прилично сменето во однос на проширување, додека знаеме дека беше тоа едно од најголемите пречки за процесот на проширување, но тие две земји беа најмногу против. Сега, бидејќи нормално политичарите во Европската унија водат сметка што мислат граѓаните и така ги прилагодуваат политиките. Затоа имаше голем застој и оние реформи што Макрон ги бараше за внатре во Европската унија за да бидат спремни за проширување со нови членки. Така да во таа смисла е добре дојденото. Од друга страна, баја ги зачудува брзината на постапувањето со Украина и дека особено споредено со нас, дека далеку од оно ниво на спремност ние кој го имаме, но очигледно несметано ги премина и многу брзо сите чекори за на кои нас не требаше многу подолго време, од одговарање на прашалник, од кандидатски статус до тек на преговорите. Тие веќе преговараат, што на некој начин за нас е, како да кажем, разочарувачки, бидејќи ние 20 години стоиме на тој пат, а каде сме и позаслужили и поспремни сме и да не беа овие билатерални кочења. До сега веќе требаше и членка да бидеме. Ви благодарам што бевте денеска гостин на Аргумент Плюс, па ја очекуваме и следната недела за да видиме што од овие работи кои што денеска ги прогнозиравме ќе се остварат, а што не, иако како што и самите рековте, не треба да се биде преголем оптимист во однос на тоа што овие настани може да донесат. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, останете и натаму со програмата на Телевизија 24.